الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أزالوا سباتي وصاروا بذاتي. Sa pomoć na Allah dželle dželaluhu i sa pomoć na naše skromno znanje, dneska sakаме да збориме во позитивна смисла, во нешто со што ќе ги израдува срцата на верниците, нешто со што човекот ќе се вроди кај него желба и ентузијазам, што значи да бидеш муслиман во 21 век, што значи да бидеш муслиман на европско тло. Затоа Пегамбер саллаллаху алейхи ва саллам во хадис кој го спомнува шейх Албани во силсиле сахиха број 3215 или 3215, Пегамбер алейхи салату ва салам им рече на асхаби, на неговите придружници и другари, им рече Пегамбер саллаллаху алейхи ва саллам: Еју имани а'джаб индакум, според вас кој има, која вера кај вас од сите створенија има најголемо? Кога ќе се рече од сите створенија, бидејќи само не сме само ние луѓе створенија, има створенија мелеки, има створенија џини, има видливи и невидливи створенија кои ние ги знаеме или не ги знаеме. Па прашање на Пегамбер саллаллаху алейхи ва саллам: кои створенија на Аллах џелле џелалуху има највозвишен иман, иман кој ќе предизвика восхит, чудење и воодушевување? Па асхабите ридвануллахи таала алейхим аџмаин, Аллах да биде задоволен со нив и со нас, асхабите рекоа: ал-малаика, мелеките имаат најголем иман, најчврста, најсилна и најјака вера. Бидејќи мелеките се постојано во служба на Аллах џелле џелалуху, тие нонстоп се покорни. Ла јасуна Аллаха ма амарахум ва јаф'алуна ма ю'марун, како што вели Аллах азза ва џел, тие нонстоп го извршуваат она што Аллах им наредува и никој пат не се непокорни. Па Пегамбер саллаллаху алейхи ва саллам им вели: وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. А како не може да бидат мелеките најцврсти, најсилни створенија со вера, кога тие се кај нивниот Господар, тие го гледаат секој ден на Аллах џелле џелалуху. Мелеките го носат Аллаховиот арш, мелеките се во служба на Аллах џелле џелалуху секој ден. И тие нормално дека ќе имаат најјак иман. Па асхабите рекоа: ثم الأنبياء. Ако не се мелеките, тогаш се пегамберите. Пегамберите, Аллаховите избрани луѓе кои Аллах азза ва џелле им ја повери неговата објава да ја достава до луѓето, до нас. Па Пегамбер саллаллаху алейхи ва саллам вели: فكيف لا يؤمنون وهم ينزل عليهم الوحي. Нормално дека пегамберите ќе бидат луѓе со највисок иман и со најсилна и најјака вера, бидејќи врз нив се спушта Аллахова објава. Објава на Аллах џелле џелалуху им доаѓаше на пегамбери. И со некои пегамбери Аллах зборуваше. И нормално тие ќе имаат јак иман. Па асхабите на крај, трето прашање, вика: тогаш сме ние. Кои? Асхабите рекоа дека ние, за нив, ние сме најсилни, најјаки створенија со вера во Аллах џелле џелалуху. Па Пегамбер саллаллаху алейхи ва саллам вели: فكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. А како вие немате најсилен, најјак и најцврста вера во Аллах џелле џелалуху, кога јас сум меѓу вас? Кој? Пегамбер саллаллаху алейхи ва саллам. Пегамбер саллаллаху алейхи ва саллам жив пример, жив Куран, кој оди на земја. И кога ти ќе живееш во негово друштво, нормално ти ќе имаш најјак иман. И нормално асхабите ќе имаат најјак иман. Тогаш кој Божи пегамбер? Тогаш кој има најјак иман? Мелеките, пегамберите, асхабите. Кој е тогаш?
Kale, kaumun, je'tune min ba'dikum, luđi koji će dojdat posle vas, znači posle kogo? Posle ashabi. Yarawna al-kitab was-suhuf wa yu'minuna biha, koji će najdat knjigata, će čitat i će verovat po nja i će rabotat po nja. Dneska mi ne smo go vidjeli ni to Allah Đelešanu, niti ni se spuštila objava, niti smo bili ovo društvo na pejgamber sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ja čitam Allahova knjiga i spored možnostite se trudime da rabotime spored Allahovi od din, da čuvame Allahova vera, da gradime džami, da pomagame i slično. S ova pejgamberova potvrda koji se luđe sa najgoljim iman, tije su oni koji došli posle ashabi, od generacijata na ashabi pa do denesa. Luđe koji je čuva, ja neguva, ja kultivira, ja oživuva i ja živat ova vera. Ova najgoljemo mužde za nas, videći živeme u takvo vreme, u teško vreme, koji sveko jedan zbor koji će mu reći čovjek, go zema naopako, vreme u kojem ne se počituva vrednosti, vreme u kojem ne se počituva učeni muže, vreme u kojem ne se počituva majka, u kojem ne se počituva tatko, vreme u kojem, kako što rekao pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, yukallimu ruhoj bila, će zborovat maloumnike, će zborovat prostite, a učenike će molčat. Zašto? Gdje će ne strah u današnje vreme da zboriš isto kako da se ćeš to sabija. Zato, pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, u hadis koji go prenesu Abu Dawud, pejgamber sallallahu alaihi wa sallam im reče na ashabi, inna min varaikum ejamu sabr, pred vas dođa denovi na sabor. Ako za ashabi dođa denovi na sabor, togaš kakvi denovi za nas dođa denesa? Koja možeš da sitnice da se opereš, za minuta ili kuvenje na saboru možeš da prodeš krv. Denovi na saboru, se deneški denovi, ko čovjek sakav neće, mora da gazi na košnicata na saboru. Iako nekoj raboti njemu se to plaća.